Почанци летово немаат проблем со водоснабдувањето и покрај екстремно високите температури од 40 на степени Целзиусови, кои диктираат зголемена потрошувачка. Водоснабдителниот систем е во функција, а со одредени зафати на поедини критични точки, вода се дистрибуира и до високите зони. Како тоа се постигнува, од изјавата на директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод, Андри Киров. Сметаме дека водата која што имаме ќе ги задоволи потребите на општина Кочани, поготово со новиот бунар кој што го направивме ланска година 2020, а е пуштен во употреба 2021 година, каде што обезбедивме дополнителни од 30 до 35 литри во секунда вода. Веќе не станува збор за проблем или недостиг со водоснабдувањето во општина Кочани. Имено сакам да потенцирам дека имавме проблеми во неколку населени места во општината. Најголем проблем беше горна зона од делот на населба Оризари, каде што од пред 10 дена пуштивме во функција нова линија од километари 700 километари 800, некаде 16 барска линија која што може да издржи и поголем притисок, бидејќи е приклучена на ниска зона. Така да е обезбедено и истата населба Оризарија е обезбедена со вода. Високите зони како што се Бейрут, делот Дусова чешма, селото Бели, значи немаме никакви проблеми, резерварите ги држиме на максимум, така да водоснабдувањето се одвива во најнормален тек. Вода се обезбедува и за жителите на село Бање, кое е во општина Чешиново Блешево, но е приклучено кон системот. Во село Бања имавме еден поголем дефект пред некаде околу недела време, 10 дена, кој што беше скриен дефект, не можевме да го откриеме. После нокните очитувања на протоците и на притисоците, односно скала системот кој што ни информира, дефектот го најдовме, го саниравме, го отклонивме, така да сега село Бање се напојува со вода без никакви проблеми. Со оглед на фактот дека системот е во одлична кондиција и дека се обезбедени резервни пумпи и друга опрема, очекувањата се дека до крајот на летната сезона ќе нема никакви проблеми со водоснабдувањето. Немаме никакви во тој дел сомнежи, значи вода имаме доволен капацитет, како што истакнав дека на рестрикција нема да одиме дефинитивно. Веќе трета година или четврта година сме без рестрикција, порно се правеа некои реонски рестрикции, меѓутоа не можеше некој да се изведи за пуштање на трета транспортна пумпа. Од последните 3 години е вклучена и трета транспортна пумпа, така да немаме во тој дел проблеми со напојување и со за да дојде до резервари, до фабриката за вода на пречистување, па после во резерварите, па да се распределе по природен пат надолу. Постројките кои што ги имаме, препугни станици и хидрофорски постројки, значи сите се во функција, предени сме на летен режим на вода, за сите препугни станици и за бунарскиот систем, и за транспортни пумпи, за било каде што станува во тој дел разговор, значи имаме обезбедено за секаде резервни пумпи, така да дојде и до хаварија на некоја пумпа, значи веднаш имаме резервно за да ја наместиме за да се отклоне на време. Сепак, зголемената, дури и неконтролирана потрошувачка предизвикува намалување на притисокот на вода во поедини зони. Извршените контроли на терен покажале дека дел од граѓаните наводнуваат градини со зеленчук, ги перат автомобилите и слично, што е нерационално користење во вакви специфични услови.